Во нашата телевизиска програма ќе се обидеме да ви прикажеме голем број ловечки доживувања, поточно ловење импала, куду, ноеви, блесбок, спрингбок и така натаму и така натаму. Потоа ќе се обидеме исто така и да ви прикажеме дел од големите ловови, односно ловење на одредени животни од петорката Big Five, што ја велат, односно ловење бафала. Тоа е изворедно тежок лов, кој што го извршуваат само смели лица кои што се спремни дури да бегаат пред ранетото бафало. И не е срамота да се тргнеш од патот на ранетото животно. Во оваа прилика ќе ви прикажеме лов на бафало. Тоа е исклучително тежок лов, но при ловењето треба да се има во предвид дека ловецот треба да биде многу трпелив, особено ако сака да има трофеј. Поточно не е битно што ќе отстрелаш, туку каков ќе биде трофејот. Значи, треба да се наблюдува, треба повеќе пати да се приближи ловецот до стадото животни, да оцени кое животно е она кое што сака да го застрела и селективно да го изврши отстрелот. И така имаме прекрасен трофеј тука, како што го викаат Дага Бој, значи многу старо бафало, некаде околу 9-10 години старо. Голем поздрав до Илија Бојаровски и ловечко око. Африка, Македонија, Африка, Македонија. Лов во Африка, лов во Македонија. Исто, а различно. Но кога тоа го прават македонци и во Македонија, и во Африка, а и секаде во светот, е уште поинтересно за ловечка приказна. Ловечка приказна кажана онака како што македонците знаат и умеат да ја доживеат било каде да се во светот. Во наредните минути ќе се обидеме да ви прикажеме лов на бафало, а исто така таа приказна ќе биде проследена со прекрасни инсерти кои што се направени во Мозамбик. Близко им дојдовме бафало, најдовме драги тука и овде кога ги најдовме. Угрмушкиве, ама беа многу близко и не осетија избега. Сега ќе ги оставиме едно 30 минути. Па да застанат и ќе им појдеме од овдека по траги. Ќе видиме, зависи како ќе биде ветерот, така ќе им свртиме. Ќе видиме што ќе најдеме. Тоа е. Секако, при нашиот престој во Африка не може сегде да се стигне, но нашите пријатели и соработници, од кои што е и Антон Тончев еден, и тоа е еден од главните македонци кој што води други и од свет ловци во сите краишта на светот. Ке зборуваме за ловот на бафало, но сепак првин да ве прашаме во кои делови од светот може со вас да се отиде на лов? Може да се отиде скоро секаде. Значи може да се отиде од Камчатка до Централна Азија, секаде во Европа, во Америка, Јужна Америка, секаде. Секаде, но Да. специализиран сте повеќе за источниот дел. За Централна и Источна Азија и северниот дел на Русија, така да кажам. И ако ги однесеме странците во Свети Николе, Добро. во август месец, тоа е исто како Јужна Африка ќе дојде. Слично е, да. Слично, но животните не се исти, не? Не се истина. Во Мозамбик, кога престојуваше екипата македонци од Safari Club International, Chapter Македонија, секција Македонија, имаме чест нели да бидеме членки на големата светска ловечка асоциација, најголемата практично во светот, Safari Club International, а од неодамна, од јануари 2009
членки сме под нашето уставно име Македонија. Така е. И само така. Дури Италија влегува во чептер Балкан. Така е. И тоа нека ни служи за чест, мораме да го кажеме тоа, бидејќи во овој период кога ние моментно ги остаруваме нашите ловечки приказни, приказната за името, негирањето на Македонија како Македонија се уште трае. Може би овие наши приказни ќе се слушаат и после 10 години. Тоа ќе биде може би решено тоа или отфрлено, напуштено и така натаму, не завлегуваме во тоа. Но сега моментно е многу важно за нас како ентузијасти, пионери во одредени области, во оној би рекол професионален лов кој што го остваруваат македонци, го остваруваат и водат други на лов. И конкретно да одиме кон приказната за дага бој. Така. Што значи дага бој? Дага бој е израз за старо бафало. Бафало што е веќе надор од стадото, избркано од помладите мажици и го следи стадото од некоја... Доволно е силно од предаторите да се чува. Да, значи тоа е бафало своји 9-10 години старост и му уште добри 4-5 години додека да го изедат лавовите. Да, ако некоја поголема група лавови се најде во неговата околина, секако и здраво да е може да подлегне при налет на голема група. Тоа е возрасно бафало, многу силно бафало. Тежина некаде околу 800-900 кила, искусно бафало. Доволно силно да може да се одбрани, ама не е доволно силно да се одбрани од конкурентите во стадото. Но сеедно го има завршено веќе својот репродуктивен циклус, така да се смета за голем ловачки трофеј. Токму така. И вие имавте среќа токму да налетате на тоа, односно трагавте па го најдовте. Како што знаеш Илија, дека во ловот покрај искуство, покрај стручно знаење, треба да има човек и среќа. Ние имавме малку и среќа. Да, значи ние трагавме една група бафала, од околу 30 бафала, кои што беа на еден многу густ терен и трагајќи кон таа група, имавте и среќа, имавме и ловечка среќа. Дени го забележа ова бафало, како што реков претходно, тоа ја прати групата, стадото го прати, но од околу, нели од некоја дистанца. Да, и ние имавме таква среќа да трагајќи ја групата, ова бафало, дага бој, нели, самото бафало, да дојде позади нас. Фактички групата беше пред нас, а ова бафало беше позади нас. Дојде позади нас и Дени го забележа и кога водичот во лов таму стручен, што го имавме, кога го виде, многу се возбуди, вика пукај, многу е голем. Maybe we just put a good one into the shoulder there. It's not good. It's a hit. It's a good hit. I hear it. He's just watching from here. Yeah. Up. Ti nei mire la lo daga boy na pumiri. One jeti. Na makuru daga boy. Na pumiri nei mire lata. It's a good bull. The fuck is very nice bull. And we have 40 inches, yeah. We're lucky, huh? That first one was a good one. It was good shooting. I
said 150. It was further than that. Maybe it was 180, yeah? Yeah. Up to these bushes here. No, up to these bushes here. Yeah. The line of the bushes is around 100, maybe 90. 90. So over there is around 180. On the left. Here's one of these guys. Големиот бел ловец Тони пукаше на околу разстојание од 150 метра. 150 метра, да. Го погоди неколку пати. Одличен бафал, голем. Много силни животни. Много. Тръгни го одма на страната. А? Дај. Тръгни го на страна. Знам, джеб ги става. А шо е проблемот? Подугачок. Преска зашо штракав да ги проверам, еден од тие 5 што ги ставив, еден не чиниш. You know that saying. He's quite in the open. Yeah. Maybe we should approach and, put one. Пукавте неколку пати и бафалото и тргна кон звукот на пукање. Да, значи бафалото се сврта кон звукот на пукање. Бафалото е животно што не се плаши. Многу храбро и секогаш одговара На предизвик. на предизвик, секогаш. Дури вела дека кога те гледа бафалото, нели, те гледа како да му должиш пари. Таков поглед има. Да. Или како локомотива што сака да те согази. Да, напаѓа во секој случај после, нели, ако го лоцира напаѓачот, го напаѓа. Токму така. You see the brown spot? Yeah. There's no hair at the top of that. Reload. Good shot. Тони пукаше шеднашка, мислиме дека е готово. И сега се доближуваме. Да видиме дали е така, како не. Ќе биде интересантно. So far. Is done? Окей. Well, thank you. Well, thank you very much. Thank you. Веќе тука ловецот се вклопува во синџирот на исхраната на некој начин или синџирот на селекција. Значи, ова дага бој, односно бафало, би било отфрлено од стадото, лавовите, само што не дошле околу него, не допреле можеби во тие периоди кога е отфрлено, за да го застрелаат на свој предаторски начин. Тука се мешува, значи ловецот и го застрелува. Па добро, ловниот туризам, како што знаеш, е вклопен, направен е така како дел од менаџментот со дивите животни. Значи, и во Африка има концесионери, кои што имаат концесија на одредена територија, се грижат за дивечот на таа територија, го штитат и се извршува плански одстрел.
Значи, ова е дел од менеджментот со ловната концесија. А месото секако оди за локалните луѓе таму. Between 8 and 9 years old. Yeah? Maybe even 10, eh? No, I don't think so. I don't see anyone. Yeah, you might. It's okay. No, it's good. 42? That's good. And with this, listen, I'm not even going to hazard a guess on ACI. But normally the really old bulls have worn all that down. Yeah. He's fully solid. He's got all the shit coming out there. Probably 110, 115 ACI. Огромен, огромен. По-големи од овие што сме ги тепале сите. Но се. Yeah. All 40. What is that? Tony, that's more like 44, 45. Really? No nonsense, eh? We'll measure him now. Beautiful. You know, the golden. Look at this thing. All of this. Yeah. In good condition as well. Hmm? Nice and cut. It's a Sunday. Не можевме да го земеме целото месо. Ги земавме главните парчиња, што исто така ги разделивме на неколку подалечни села. А на блиското село тука, што беше непосредно, нели, најблиску до местото на отстрел, исто им кажавме кај се наоѓа, тие многу добро го знаат теренот, и дојде и го зема и другото. Сега ќе им даеме на селаните малку месо од уловот. Стварно добар гест. Им помагаме на овие сиромашни луѓе. Мислам дека сигурно ќе го ценат тоа. Големо парче едно од братот. Им кажува сега на останатите каде останатите размислат. Веројатно цел ден ќе одат натака. Сигурно има 10-15 километри таму. Тој речиси 1 тон месо Да. бил добре дојден за локалното население. Па тоа е еден начин да се спречи ловокраството таму. Локалното население таму лови за храна. Кога ќе видат дека храната и така ја добиваат од преку тој лов, нели, што е комерцијален, туристички, Се намалува во голем дел се намалува криволовот, да. Исто така локалните трагачи се од тие села тука околу, така и тие придонесуваат кон едукација, можем да кажеме така на местното население. Но сепак имаат и тие правила. Се остава месото за главниот човек, поглаварот, па потоа тој им го дели. Па добро, тие се таму се уште во примитивни заедници, племенски заедници, така да има таа хиерархија што сакале или не ќеле, ние мора да ја почитуваме. Ја респектирате онака како што би требало да се респектира секое домашно население. Hello. Na kona maningi nyati la pangenzani. Еве ќе им дајаме уште малце месо и на овие луѓе тука.
Да бидат сите среќни и задоволни. И да не криволоват исто така. Ова е тракер, водич. Ова е, да, работи. Сега е на одмор моментално. Маева на чер, мајњати мангани. 7 деца има изгледа човек. Сигурно има уште дома. All children yours? Ловниот туризам токму ги развива тие зафрлени подрачја. Мозамбик во времето на граѓанската војна практично е останат без животни. Сите животни биле изедени. Или избегале од војните действија, но во голем дел изедени од страна на армијата и од страна на локалното население. И во последните години само ловниот туризам, односно концесионерите што се занимаваат со ловен туризам, имаат придонесено да тој број на животни се врати назад во нормала, дури да се зголеми многу повеќе. Да. И доаѓаме до моментот кога се мери трофејот. Првото мерење. Да. Кога водичот доаѓа со една плоча на песокот црта две линии од едната страна на роговите, од другата страна. Иако тој со пушка го измери веќе на самиот момент на прв контакт со бафалото и некаде рече дека е многу добар трофеј. Трофеј 43, 44. 44 и пол инчи. Некаде. Да, тоа е во горна граница на трофеј, значи доста голем трофеј. Се уште немате официјален сертификат? Официјален, да, значи било кој што е официјален мерач, или межерер на трофеи, може да го измери и да го сертифицира со подпис свој. Меѓутоа, тоа е тоа. 44 полинче што е големо бафало. Многу големо. И слушнавме и ракоплескање кога буквално ја кажа бројката 44,5. Okay, we lost an inch. Честитки, значи сте имале и ловечка среќа покрај острото ловечко око, за да го застрелате овој дивеч. И македонците се впишуваат веќе и во една светска книга на ловот, како луѓе кои што остваруваат лов и водат други луѓе на лов. И така имаме прекрасен трофеј тука, како што го викаат Дага Бој, значи многу старо бафало, некаде околу 9-10 години старо. Голем поздрав до Илија Бојаровски и Ловечко око. Ете, тоа беше се што ви подготвивме во оваа прилика за ловот и за ловечките доживувања во Африка, кои што се остварени од македонци. Во наредната емисија Ловечко око ќе имате можност да проследите друго наше ловечко доживување во Африка или пак некаде во другите предели, ловни предели во светот, кои што се посетени од нашите македонски ловци.